Летото во Охрид и оваа сезона ја донесе веќе познатата слика на социјалните мрежи. Фотографии од фискални сметки за кафе, вода, паркинг и лежалки, проследени со бурни дебати. Додека за едни цените се отидени во плафон, за други се сосема реални па и најниски во споредба со регионот. Но стручната јавност го пренасочува фокусот од самата цена кон нешто многу поважно. Квалитетот на услугата, односно дека вистинскиот проблем не е во бројките на фискалните сметки, туку во она што гостите го добиваат за своите пари. Не е важно, важно е за одредени сегменти висината на цените, но уште поважно е што добивате за тие цени. Значи, некогаш се зборува, ајде Охрид ќе го преориентираме за елитен туризам или тоа не се прави. Туку така, ајде се ќе го преориентираме, ќе изголемиме цените и туристите ќе ги избркаме. Тоа се прави со компаративна анализа на слични и многу важно што ние нудиме за тие цени. Ако нудиме квалитет, ако нудиме добри услови, тогаш никој нема да се буни. Значи, ако имало поплаки, било дека цената не одговарала за оно што тие го добиле за цената. Тука, ако осетиме проблем, мора да го коригираме, инаку туристот ќе има негативни референции за престојот во Охрид. Туризмолозите се децидни. Локацијата и амбиентот привлекуваат гости, но квалитетот на услугата и односот на вработените се оние што ги враќаат или ги бркаат за секогаш гостите. Додека не се свати дека вработениот е главното лице и амбасадор на секој објект, квалитетот на туристичката понуда ќе остане со премногу осцилации. Треба да има план, треба да има програма, треба да има организација, треба да има ред, треба да има стандарди. Тоа недостасува, значи можеби еден ден ќе е храната добра во истиот ресторан, следниот пат ќе е лоша храната. Значи, каде се стандардите? Исто и во однесувањето. Во однесувањето на сите кои што даваат туристички услуги. Знаете ли тоа колку многу влијае на квалитетот на туризмот? Во Охрид и секаде. Туристите имаат контакт со келнерите, со давателите на услугите, рецепционерите и така натаму. Од нивниот однос многу зависи квалитетот на туризмот, зависи тоа како ќе се прецепира туризмот и како ќе се пренесе таа приказна понатаму. Порачуваат дека за Охрид да ја задржи позицијата на водечки туристички центар, угостителите ќе мора да разберат дека гостинот не ги мери само парите што ги оставил, туку и впечатокот со кој си заминува дома.